Последнава деценија, драги пријатели, која успеа да се стутка во 12 месеци, конечно дојде до својот крај. Денес, кога го срочувам ова видео, е Божик. Ништо не наликува на реалноста што ја познавав пред една година. Целодневниот локдаун од време на време го нарушува само по некој поминување на амбулантните возила и ветрот кој како да не се обзира на полицискиот час, беснен из улиците, најавувајќи промена на времето. Годинава научив многу. Научив многу за себе, многу за човечката природа и нека ми прости струката, поднаучив и нешто за вирусите. Ако треба да издвојам нешто највпечатливо што сум го научил, тоа секако е реактивната природа на повеќето од нас луѓето, ако не и на сите нас. Дали сте забележале како некој друг постојано ги креира настаните, додека подоцна ние само реагираме на тој настан? Обично тој настан ги обележува разговорите тој ден со таксистот наутро, со продавачката во бурекчилница, со колегите на работа. И нормално секој од нас има нешто да каже, предложи и да сугерира, се до наредниот поголем настан. Речи си никогаш, нагласувам никогаш, не сме ние тие кои креираме настани и случувања. Еве се наближува нова година. Секоја година организираме прослави, нели, реагираме на настанот преод од една во друга година. Додека во останатите 364 дена едва успеваме да се видиме на заедничко кафе или ручек. Камоли да се организираме и да прославуваме, пример, во среда попладне во некој октомвриски ден, по можност да не е 11. Тешко, нели? Системот можеби не знае, но локдаун има еден сериозен проблем. Тој затвора се, но засега не може да го затвори умот. Луѓе како мене, а верувам ви има многумина слични на мене, со секое затворање и ограничување, го вклучуваме умот на максимум и почнуваме преку анализа да го согледуваме навидум несогледливото. Поминувајќи ги овие божикни денови во строг локдаун, како на филмска лента ми поминуваат изминативе 12 месеци. Почетокот на годината се поклопи со мојата идеја за правење на видеа за YouTube. Намерата ми беше сосема трета. Да креирам содржини кои мене од секојаш ме фасцинирале. Историја, филозофија, мистерии, популарна наука, по некоја бенигна теорија на заговор или НЛО феномени. Сепак, она што мене ми се случи се нарекува in medias res, почнување на работата во средиштето на настаните, односно во јануари 2020 година. Годината започна мирно. На работа се вратив втората недела од јануари и ништо не најавуваше изместување од вообичаениот тек на настаните. Во тој период размислував за две работи. Идната политичка светска криза и идната економска криза. Претходните два тектонски настани секако беа 11 септември во геополитичка смисла и финансиската криза од 2008 година. Сега, откако светот веќе се имаше навикнато на новата нормалност во протоколите за патување со авион и со земањето на економиите од кризата во 2008 година беше видливо, се укажуваше дека се поставува сцената за наредниот голем настан. Во политичка смисла помина редот на нацистите, комунистите, исламистите, по некоја логика преостануваше нападот во земјање. Предвидувањето на новата економска криза беше уште потешко, зашто беше очигледно дека никогаш не се повторува претходно употребен модел. Зошто е ова многу важно? Важно е затоа што дочекувањето на кризата спремно и многу пати, наместо проблем, може да представува можност. Изборот да не гледам телевизија и да не слушам радио во голема мера ме лишува од секојдневните дози на стрес што доаѓаат од тие медиуми. Но самите информации кога се доволно вознемирувачки имаат свој начин на патување. Во тој јануари, работејќи својата монотона работа, при промената на смена, колегата од наредната смена ме праша: "Видиш што се случува во Кина? Катастрофа. Луѓе умираат на улица, има опасен вирус, крај на светот." По тој момент, вклучив 2-3 канали со вести, истражував малку на интернет, изгледав некој видео со сцени од Кина и да бидам искрен, освен дека станува збор за некаков коронавирус, ништо друго не ми беше јасно. Додека сите гледавме, Кина го постави стандардот за постапување во вакви ситуации. Локдаун, скафандери,
прскање на средства за дезинфекција низ целиот внатрешен и надворешен амбиент, контроли на температура, носење маски, градење на болница во дотогаш невидено краток рок. Светот гледаше, а веројатно само ние, обичните луѓе, верувавме дека сме на безбедна дистанца, додека верувам светските планери се смешкале под мустак на нашата наивност. Она што го гледавме во јануари, сите погрешно го нарекувавме кинески случај. Погрешно. Точното именување би требало да е случајот Вухан. Овој супер вирулентен коронавирус во Кина почна и застана на портите на Вухан. Ниеден голем или макар мал град во Кина не беше подложен на мерките применети во Вухан, со што джинот наречен кинеска економија никогаш не престана да работи. Ниеден град, ниту Пекинг, ниту Шангај, ниту Хонг-Конг. Хонг-Конг во 2019 беснееше од протести заради репресивниот систем и укинувањето на неговиот специјален автономен статус. Протести за кои не чувме повеќе ни збор во новата 2020 година. Сега, ако има луѓе од струката што го гледаат ова видео, гласно прашувам. Ако овој вирус се пренесува од човек на човек, со контакт или преку капките исфрлени со кивање, кашлање или наједноставно зборување, зарем концентричното ширење од епицентарот Вухан па наоколу не е најлогичната траекторија на ширење? А сепак, ниту Пекинг, ниту Шангај, ама и Њујорк и Бергамо како да имале карго летови полни со вируси од Вухан. Нагласувањето дека ова е Вухан модел е пред се заради пресметување на економски ризик. Кина, на популација од 1,4 милиарди жители, затвори еден град од 10 милиони, практично капка во морето. Во февруари, остатокот од светот веќе имаше согледано потенцијалната опасност, но нормалноста се уште постоеше. Овде-онде пред се на аеродромите се појавува мерачи на температура и луѓе со маски, иако мнозинството продолжуваше со својот вообичаен живот. На вести во Италија веќе се зборуваше за првите изолирани случаи, нормално случаи на луѓе што патувале во Кина и сега манифестираат симптоми. Во тој период тестирањето уште не беше во игра, а нормалноста што можеше да се види на улиците, на обичниот човек сепак му влеваше доверба дека ништо сериозно не се случува. Веќе март е друга приказна. Одредени места, пред се во Ломбардија и Венето, ги имаа прогласено за црвени зони, каде молневито жариштата пламнуваа како самопредизвикани пожари. Првата реакција на властите беше да се изолираат тие места, да се забрани влез и излез од нив заради избегнување на ширењето на вирусот. Но момент. Едно е да изолирате некој град со десетина илјади жители, но кога сакате да го затворите Милано, до тогаш отворен и космополитски град пар екселанс, тогаш имате сериозен проблем. За мене лично првиот голем шок дојде додека бев на работа. Завршувајќи си ја смената во една мартовска вечер, се појави работодавецот видно испанечен од штотоку изгледаните вести, а неговите зборови беа буквално следните. Луѓе, од вечерва цела Италија е прогласена за црвена зона. Ве молам застанете на растојание за да се сослушаме. Бидете внимателни, редуцирајте контакти, мијте раце, држете дистанца. Од денешна перспектива и покрај тоа што одредени делови на Италија воопшто не беа засегнати со епидемијата, сепак по сила на декрет станаа црвена зона. Тогаш за прв пат физички се осети како се почна да забавува. Неколку дена потоа СЗО прогласи пандемија. Политичките лидерства и леви и десни почнаа да молат за комплетно затворање на земјата на 2 недели. Многу брзо владата ја донесе одлуката за локдаун, кој за жал не траеше 2 недели, туку 40 на ден. Тој овој период овде обележен на графикот, кога пикот достигнуваше до над 5000 заразени, кои во овој период веќе систематски се анализираа на основа на PCR тестирањето. Овој период го обележува чувството на страв, збунетост, затвореност. На улица или се слушаше поминувањето на возилата за итна помош или поминувањето на пожарникарите кои преку разглас објавуваа "Остани дома". Оние ретки излегување по намирници ја наоѓа в улицата влажна во ведар и топол пролетен ден, испрскана со цистерни кои разнесуваа дезинфекциони средства. Сценариото од Вухан го имав пред врата.
Оние што ќе ви кажат дека во тој период не почувствувале страв, едноставно лажат. Но, по првичниот шок, кога седењето дома во топлите пролетни денови стануваше се понеподносливо, кога свесно ќе ги замолчев медиумите и кога овој невидлив непријател буквално не можев да го видам околу мене, се опуштив и почнав отворено да ја согледувам големата слика. Овде нема да дискутирам за сите можни теории, возможни и невозможни. Малтене само ќе ја прикажам годината од моја агол. Интересно е дека во тој период на затвореност, никаде, па дури ни во аптека не беше задолжително носењето на маски. А нели бевме во најмрачниот период на пандемијата? Јас бев еден од ретките што не носеше маска. Остатокот од луѓето носе секаков вид на прописни или импровизирани маски. Фалеа само газ маските за бојни отрови. Веќе кон крајот на април, кога се гледаше крајот на апсолутниот локдаун, со одлука на регионалните гувернери, носењето на маска стана задолжително во затворен простор. А извесен период и супер абсурдното носење на ракавици од латекс. Во мај почна фамозната втора фаза, која повторно некои политичари, особено од левиот кампус, ја дефинираа како фаза на соживот со вирусот. А она што е особено симптоматично, уште тогаш истите тие политичари го најавуваа вториот бран. Прашање за струката. Политичариве знаеа нешто повеќе од вас? И уште повеќе. Како може да се предвиди однесувањето и ширењето на еден вирус? Драга струко, јавно поставувам прашање. Како? Периодот на летото помина релативно мирно. Иако макар минимални бројките на ковид случаеви обстојаа, а на јужната хемисфера се случи истото што беше на северната во првата половина на годината. Летото покажа како овој вирус има некаква отпорност кон оно што обично е универзален антивирусен лек, а тоа е топло сонце и силно ултравиолетово зрачење. Првите свежи и дожливи денови од август доведоа до благо зголемување на бројот на случаеви. Септември уште повеќе, за да во октомври веќе го имаме официјално ветениот втор бран. Зошто ветен? Па за него се зборуваше месеци пред тоа. Мене искрено ме изненади колку рано почна. Ниеден сезонски грип или настинка не почнувале во октомври. Особено што октомври беше невообичаено топол. Властите, свесни дека еден нов комплетен локдаун е неиздржлив, се одлучија на наменски мерки. Ограничени работни времења, укинување на одредени активности од типот на спортови со контакт, масовни собирања, дискотеки, музеи, театри, стадиони и пак животот некако дојде на апарати за одржување во живот. Многу беа оние недели во кои јас лично работев од вторник до четврток. Остатокот го дополнуваше фондот за интеграција кој во дадениви околности покрива 75% од еден вообичаен работен ден. Официјалните декрети на владата ги имаат блокирано отпуштањата, но тоа не ги штити сезонските работници или оние кои имале договори на определено време. За тој бран на губење работни места се уште се молчи. Но тоа и во Италија и на светско ниво станува се поевидентно. Бројките во тој период беа отприлика вакви. Просек 150.000 до 200.000 тестови дневно. Број на заразени што понекогаш надминуваше 39.000 и смртни случаеви по неколку стотини дневно. Овој пат кај мене стравот беше комплетно одсутен. Како да присуствував на представа одежен ЮНЕСКО. Абсурдот доведен до својот максимум. Меѓу научните методи, наблюдувањето е еден од најнепосредните за изведување на одредени заклучоци. Поминаа месеци во агонијата наречена COVID, а верувам, никој немаше комплетна слика за тоа што всушност е оваа болест. Од луѓето што паѓаа како покосени во Вухан, преку респираторните проблеми од коагулација на крвта на пациентите во Бергамо, се до губењето на сетилата за мирис и вкус и дополнителните респираторни компликации. Толку широк опсег на можни симптоми и компликации досега не видени. Нормално, не сум лекар и не би можел да наблюдувам како оди болеста кај пациенти. Кај одредени луѓе симптомите на губење мирис и вкус стануваа се позачестена појава. Сензација која никако не можев да ја разберам. Јас поредував со состојбата при грип, каде носот е затнат и нормално мирисите се недостапни. Но очигледно нешто е различно.
Кон средината на ноември, редица од овие наброени симптоми ги имав и јас, вклучително и губењето на сетилото за мирис. Состојба и период што ги поминав на нози и работ. И за да биде изненадувањето уште поголемо, не се зарази никој околу мене. Чудно, нели? Во еден таков чуден амбиент изминува оваа година, во која сите дистописки книги како да се препишани буквално и секоја помалку го пополнува секојдневието под името нова нормалност. Сега кога неминовно бунтовни духови како мене ќе почнат да истражуваат, се согледува дека присуствуваме на конечното остварување на еден долго подготвуван план, каде оние што мислиме дека се овде за нас и наше добро се всушност слуги. А господарите, замислете, владеат со еден имагинарен ресурс наречен пари. Со парите се купуваат ресурси, а ресурсите ни се дадени од мајката земја на сите, за добро користење и разумно одржување. Драга струко, драги политичари, тие парчиња хартија или бројки на вашите сметки без ресурсите околу нас и во самите нас се безвредни. Спроведуваме мерки, а знаеме дека истите значат внесување во фармаколошка кома на социоекономскиот систем. Се вришти од сите страни за вакцина, а лек ни за лек. Оваа земја е добра. И ако погледнеме околу нас во видливиот универзум, навистина е своевиден рај. Зошто токму ние, најсвесниот организам на неа, да бидеме нејзини уништувачи? Живееме во болен свет, ама не од ковид. Лакомост, консумеризам, константен раст на производството, експлоатација на ресурси и трупање на планини со отпад или кревање на облаци со отров. Сите нешто гласно зборуваме, а заборавивме да слушаме. Не можеме да живееме без константните сетилни дразби, без постојаното ретардирачко скролање по телефоните. Не можеме да прочитаме една колумна во весник, зашто ни се чини предолга, или видео од 5 минути без да го стопираме 3 пати. Хаксли, брате, алвера. Политичарите се корумпирани. Науката ставена во служба на планетарните господари, кои корумпираат се наоколу со пари. А кога ќе сватиме дека тие ги поседуваат печатниците, тој ресурс никогаш нема да им биде кусок. Стариот свет треба да го заборавиме, а колективната амнезија се потпомогнува со целосната дигитализација на живењето, каде господарите на големите джиновски сервери ќе бидат и господари на вистината. Орвел, брате, алвера. Кога на почетокот на веков ќе се споменеше цензура, во годините кога миленијалците беа уште бебиња, нашата генерација беше таа што велеше: ние ја имаме слободната република интернет. Сега кога миленијалците пораснаа и се комплетно сраснати со интернетот, повторно нашата генерација согледува дека интернетот ни ги украде книгите, ни ги згмечи во PDF и Kindle формати, кои никогаш не ги читаме, а републиката се претвори во најтемната диктатура. Реј, брате, алвера. Не треба се жалиме дека не ни е кажано дека вака ќе се одвиваат работите. Началството наречено Холивуд многу често ќе ни подметнеше во форма на научно-фантастичен филм одредена проекција. Ќе погледневме и ќе си речевме: ама тоа е само филм. Деновиве се почесто се евоцира Матрикс, се евоцира V for Vendetta, се евоцира Minority Report, Avatar или Hunger Games. Јас верувам дека земјата е добра мајка која може да овозможи убав и спокоен живот не за 8, за многу повеќе милиарди луѓе. И дека како добра мајка таа не создава чудовишта како што денес е представено овој нов коронавирус. Ниеден вид не е програмиран за истребување на други видови. Освен вистинскиот вирус, овој невидлив култ кој мисли дека на планетава треба да живееме како во една гладиаторска арена, во постојано пустошење на ресурсите и во себе убивање. Јас велам не. Ако се поврземе меѓусебно, истомисленици за една одржлива економија
и вистинска екологија каде вистински ќе се грижиме за ресурсите и нивното обновување. Нешто што лесно можеме да го научиме од природата. Ако го зачуваме аналогното во и околу нас, директен и слободен контакт како луѓе со луѓе. Ако продолжиме да читаме и зачувуваме од уништување книги, ако го абстрахираме лакомото материјалистичко трагање по многу, кога знаеме дека за среќа е доволно малку, тогаш ќе можеме слободно да ја пуштиме нашата вистинска природа, која е длабоко духовна и длабоко хуманистичка. Во 1939 година доцнеше излегувањето во киносалите на филмот Големиот диктатор на Чарли Чаплин. Заради стравот на американските власти дека тоа може да влијае на добрите американско-германски односи. До толку надоаѓачкото зло било невидливо за повеќето луѓе, а и државници. А државник кој во претходната 1938 година се обиде да договори мир со надоаѓачкото зло е несомнено британскиот премиер Невил Чемберлен. I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. Остатокот е историја. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Среќна нова 1939 година. Секој добро.